Нова епизода, добре дојдовте. Ова епизода ми е посебно драга, не затоа што нашата гостинка се вика Драгана, туку затоа што ни доаѓа од позиција на директор од основното училиште со ресурсен центар Кочо Рацин во Битола. Една институција која што имав можност да ја посетам и сум многу благодарен на директорката Драгана Кирковски, добре ни дојде. Имав таков пречек, топол, од срце, ме прошетаа во сите сектори, во сите делови, видов многу насмевки, видов среќни вработени и дечиња кои што си работеа, нивните дневни рутини кои што си ги работеа. И затоа во последно време слушам многу позитивни работи за самиот центар. Јас велам институција затоа што немав представа дека се работи за еден толку голем објект, дека се работи за еден толку опремен објект и вработени кои што работат со толку многу љубов со децата. И тоа ме фасцинираше и ме воодушеви. Веќе некое време се токмам да ве викнам да дојдите. И прво ќе ви се заблагодарам што ја прифативте понудата, поканата, да бидете гостинка тука. И за почеток, мислам дека е убаво, пошто јас не бев свесен дека се работи стварно за нешто големо. Предпоставувам дека многу луѓе не знаеме што се има таму. Нели тоа беше најпрво центар за Завод за Завод за рехабилитација, така. рехабилитација. Така да може да не воведите вака со што се располага институцијата. Така. Како прво ти благодарам на поканата, што не удостои да бидеме дел од твојата емисија. Во ова дождливо утро, малце да внесеме сонце. Да. И како што моите вработени стално знаат да ми кажат, ќе ги цитирам, ти си нашиот столб, биди наше сонце и греј секогаш најдобро што можеш. Тоа е мојот мотив што ме води да го водам Кочо Рацин најдобро што знаам и умеам. И како што сам кажа, да нема ниту една црна дамка и да имаме само успеси понатаму. Кочо Рацин е огромна институција, како што и самиот кажа. Таа е една стара институција која датира од далечната 1949 година. Оваа година во април ќе славиме 77 години постоење, што не се малку. Располагаме со многу кадар, со многу простори и со многу можности што можеме да им понудиме како на родителите, така и на дечињата со посебни образовни потреби. Ќе започнам од предучилишното образование. Веќе внесовме и предучилишен оддел во нашата институција. Тоа се дечиња од најрана возраст, од 3 години, па се до 6 години. Ги припремаме за понатамошното основно образование. Одиме кон училиште, кон основното, се извинувам, образование. Тука ни се учениците од прво до 9 оделение. Исто така располагаме и со рехабилитационен дел. Тоа се нашите кабинети за индивидуална работа. Како што кажа ти, располагаме со 9 кабинети. Кабинет за Монтесори, кабинет за ортоптичка, оплеоптичка рехабилитација, биофидбек, сензорна интеграција, логопедски кабинет, кабинетот за слушно-говорни вежби, да не заборавам некој, ама тие се спортска сала имате? Имаме спортска сала, така. Да. Да. И Па ме прошетаја во сите скоро. Така. Мислам дека во сите ме прошетаја, да. Да. Сите ми објаснаа што се работи во нивниот дел. Специфична работа, многу специфична. макотрпна работа, специфична. Треба да имаш многу љубов. Пред се знаењето ќе го оставам настрана. Значи, ние располагаме со многу квалитетен кадар, но љубовта која што тие носат, мислам дека е водилка во се што се работи. Да, вработените, сега ќе поразговараме малце зошто, заради тоа што според мене мислам дека тие се столбот. Покрај нивната стручност не е доволно само човек да е стручен, се уверив во нивната желба, љубов во она што го работат и посветеност. И сите ми објаснаа на многу убав стручен начин што се работи таму. Располагате со многу персонал, ако не се лажам, 6 вработени сте тука. Так. Ресурсниот центар фаќа поголем реон, ако Да. не се лажам. Да.
образовните асистенти се тука, меѓутоа ајде да започнеме од нашиот кадар. Како што кажа, располагаме со 66 вработени. Столбот на нашата институција се специјалните едукатори и рехабилитатори, првенствено ќе ги спомнам нив, бидејќи без нив ништо не можеме. Потоа имаме технички персонал, администрација, воспитувачи и негователи кои што се задолжени за нашиот интернат, кој што заборавивме да го спомнеме. Да, обавезно ќе кажеме. Да. И исто така и образовните асистенти, кои што ги поддржуваат децата во редовните училишта. Фаќаме голем реон, целиот Пелагониско-југозападен реон, 83 основни училишта, имаме вработени 208 образовни асистенти. Предпоставувам, извинете што ве прекинувам, тие се од различни градови, Так. не се сите од Битола. Сите се од различни градови, од таму каде што имаме потреба за образовна асистенција, Битола, Прилеп, Пресен, до Маврово, Ростуше, значи Дебар, цел реон. Голем реон кој захтева многу организација, захтева многу работа Така. со оној што го води, да речем, процесот. Како од самата институција? Вие сте од самата институција. Да. Во разговори со вашите вработени, добив печатокот дека е многу важно оној кој раководи со институцијата е да е од самата институција заради тоа што ги познава процесите кои што се одвиват во нештото. Дали то сега вие колку време сте директорка? Една година. Една година. Колку ви помага целото ваше искуство од претходно што сте во самата институција во раководењето со нешто? Се соочивте со некои потешки предизвици, предпоставувам. Така. Заедно не можеме ништо, но сами не можеме ништо, но заедно можеме многу да направиме. Тоа е и она кое што сите го знаеме во Кочорацин. Јас сама како единка верувам дека ништо не можам да постигнам без поддршката на моите вработени. Климата која што имаме во Кочорацин е многу битна за се што понатаму сакаме да исполниме. Вработените се многу исполнителни, значи немам збор. Ги прифаќам сите идеи кои што се огромни, некогаш дури ќе речам дај малце олабајте, не можам толку да престигнам. Што и приватниот живот малце има тука улога. Меѓутоа моето семејство ми дава целосна поддршка, често сум одсутна од дома, некогаш можеби со недели, меѓутоа тие се цело време позади мене и ми ја даваат целата поддршка. Да, тоа е доста битно. Така, без нив не би успеала. Но, ако не се посветите на тој начин, еве да има и отсутност по толку време, нема да може да ја раководите онака вие како што сакате, претпоставувам. Така е. А точно е дека да, во разговори со вработените, дури ме шетаја по секторите, спомнаја дека имаат слобода во нивното работење, ги прифаќате нивните идеи, се со цел за подобрување на нивната и олеснување на нивната работа. 14 години сум дел од Кочорацин, најве на раководното место веќе година и пол скоро. Ги знам проблемите кои што тежат на Кочорацин, проблемите кои што ги имаат самите родители, пречките со кои се соочуваат дечињата и се трудиме се да оди горе и нагоре. Мене ми е мило што се изнаслушав убави работи. За интернатот многу ме интересира, немав представа дека имаме интернат. Како функционира сето тоа? Интернатот е составен дел од нашата институција. Тоа е како втор дом на нашите ученици. Верувајте, еве ќе имаш прилика и да дојдеш некогаш да снимаме и кај нас, да ја видиш љубовта нивна која што ја имаат кон Кочорацин и кога ќе ги земеме од дома, буквално не сакаат да си одат. Тука му е како, не знам, нешто совршено, си се дружат, си излегуваат, ние се трудиме еве и за време на викенд да внесиме некои активности, да ги прошетаме, пошто дел од нив имаат и понизок социјален статус, па може би нешто што тука го доживеале, веќе во домовите непознато за нив. Да, видов на вашата страна на Facebook, доста активности имате, ги шетате, ги носите, на снегот сега последно имаше. Така. Тоа е составен дел од работата и ако ги нема тие работи, мислам дека не е целта само да дојдат, да се сработи тоа што треба, па и да си одат.
Така, социјалната интеграција е многу битен дел во... Интернатот уствари функционира како како и да тие секоја имате што идат деца од понеделник до петок, имате деца што идат по помалце денови како. Имаме деца што идат и во понеделник, што си одат во петок, меѓутоа има и ученици кои што се тука пример една недела, 2 недели, 3 недели, зависи од желбата на родителите и нивната желба, ако сакаат да останат нема проблем. Си остануваат. Организирано е со прва, втора и трета смена, топол оброк имаат во секое време, ужина, како што кажав, активности, задолжени се воспитувачи и негователи за нивната работа, вон наставни активности, ги шетаме низ градот, како што кажавме, и самите деца имаат слобода да, ако едве посакаат, сега најактуелно е во Блис, сакаме да одиме во Блис, нема проблем. Колку дечина има во моментално има 9 деца кои што се сместени во интернатот. Од Штипи, од Кочани се и 2 ученици има од Прилеп. Како оди, мислам, со родителите седат? Не. Седат со вас? Сами, да. Тие се претежно глуви ученици, кои што се самостојни во се. За другата категорија на деца е малце потешко да се сместени во интернат, бидејќи ќе треба поддршка од родител. Спомна ја дека исто децата со оштеден слух, бројот на децата со оштеден слух се намалува низ годините. Да. Па се зголемува децата што имаат аутизам. Да, со аутистичен спектар. Со аутистичен спектар. Значи, затоа и премина, претпоставувам, училиштето Завод за третирање на оштеден слух во една ваква поголема институција. Драгана, јас многу пати сум врвел таму и мислев дека тоа објектче, тој објектче некое. Так. И некнико дојдов, првен влегов во салата. Што не знаев, никош немав влезено каде. Влез, пишеш една стрелка, си влегов. И таму беше, претпоставувам, го видов на вашето видео, професор по физичко. Так. Да. Добар ден, многу фино ме пречека, ме праша за кај сте, зашто сте, викам, треба со директорката да се видиме, не знам кај да одам, па ме упати дојдов. Ги посетив повеќето делови и во еден сектор кај што бев, добив информација дека еден од тие проекторите горе е расипан моментално. Так. И проблемот не е во парите, проблемот е што малце тешко се наоѓа. Да. Сега ќе упатам еден апел до моите пријатели што ги имам на социјалните мрежи во надвор во некои европски земји, а исто ќе снимиме едно видео. Јас го сликав видео прожекторот со неговите ознаки и се надевам дека ќе успееме, некој сигурно ќе најдиме некој што е во странство, ќе излези во пресрет и ветувам дека ние ќе направиме се за да го донесеме, затоа што ми кажаа дека му е доста важен. Така, тоа е во кабинетот за асистивна технологија, тоа е скоро од во ново отворените кабинети. Преку Министерството за образование и наука пробавме да го набавиме. За другите смарт табли ги набавивме прожекторите, меѓутоа за тој немаше во државата таков. Да, јас побарав, немаше. Не знаеме од каде да се набави, меѓутоа тој многу им помагаше на учениците во наставата, бидејќи кај нас не е се само книга, треба визуелно да се покаже на учениците, за тие подобро тоа да го па доста опрема имате таму. Да. Јас видов доста опрема, искрено не очекував дека ќе биде толку опремено со доста современа технологија, со секакви играчки, прибори за пишување, не знам, игри за играње. Да. Најмногу впечаток ми оста и собата кај што беа тие меурчињата, како се викаше. Сензорната соба, за сензорна. Дури накако 5 минути да поседам релакс да ги погледам. Да. Океј, ќе направиме една кратка пауза, во вториот дел ќе разговараме за уште многу други работи поврзани со центарот, со кои што сакаме да се палиме. Добре дојдовте во Кочорацин, современ центар за лица со посебни потреби, каде што секој чекор е можност, а секоја врата води кон нови достигнувања. Ова е местото каде што разликите се богатство. Тука секој ден е нова страница од уникатна приказна за успех.
Ви го представувам одделот за рехабилитација. Рана интервенција, затоа што првите 5 се најважни на свет. Глас по глас, збор по збор, логопедот гради говор. Зошто сензорна интеграција? Затоа што секој допир, звук и боја се посебен клуч, кој отвара мали врати кон големи светови. Методите на Марија Монтесори, играта е превозно средство која води во безграничниот универз на учењето. Тука, со секоја дрвена играчка, се поттикнува самостојноста во правењето. Играј, трчај, ползи, качувај и скокај. Психомоторната реедукација за детското тело е врвна стимулација. Кога си среќен и кога си тажен, психологот на детското срце е пријател најважен. Биофидбек терапија и рехабилитација. Секоја сесија представува бран на благосостојба, концентрација и внимание. Иако не можеш да видиш, важно е да можеш да почувствуваш. Тифлологот за деца со оштетен вид е парче сигурност и светлина. Твоето око е твое уво, твојата рака е твоја уста. Сурдологот за лицата со оштетен слух е гласот во тишината. Ви го представувам одделот за едукација. Едукацијата на учениците со посебни потреби е патување, кое им открива нови хоризонти и е во корелација со нивните ментални способности и можности. Со помош на своите наставници дефектолози, тие стекнуваат знаења и вештини кои ќе им овозможат подобра иднина. Библиотерапија, бидејќи книгата е прозорец кон волшебни светови, а преку приказните и нивните магични ликови учиме македонски јазик, нови букви и зборови. Броеви, геометрија, мерење, серијација, класификација. Со вежби низ игра, тука математиката за секој ученик е совладлива операција. Животни вештини стекнувам, за да знам да бидам самостоен и да умеам се да правам сам. Најразлични видови за алтернативна комуникација, стимулација на индивидуалните способности и можности, како и на сите сетила максимална активација. Учениците се поттикнуваат кон активно следење на наставата, ја развиваме љубовта кон читањето, го јакнеме чувството за точност, сигурност и прецизност, воведуваме активности во решавање проблеми и градење самодоверба. 1, 2, 3. Лева, горе, десна, горе. Музикотерапија. Ритам, ноти, звуци, шумови, тонови. Едукација со спојна инспирација од музика, танц и традиција. 1, 2, 3. Кошарка, ракомет, одбојка, фудбал, атлетика, гимнастика. Со правилни вежби и континуиран тренинг, секој спорт е фантастика и уживација. Арт-терапија. Со неразлични бои во рак, преку цртање, сликање, облекување, моделирање. Секој се изразува како што уме и сака. Love without limits. Тука не постојат граници. Тука учиме, се смееме, пееме на различни јазици. Тука зборуваме со јазикот на љубовта. Активности со растенија, земја, вода и камења, бидејќи секое дете најдобро расте и најдобро учи во природа. Со малку иновација, природните науки ги совладуваме без никаква мака. Секое дете е љубопитно и да прави експерименти сака. На часовите по информатика, учениците се чувствуваат сигурни, прифатени и мотивирани. Тука асистивната технологија не е само алатка, таа е моќно средство со кое да бидат во чекор со модерното време се стимулирани.
Секое дете треба да си ја знае својата историја. Преку овој наставен предмет ја запознаваме нашата земја и учиме да ја сакаме нашата наљубава Македонија. Образованието на учениците со посебни потреби е процес кој се постигнува со искуство, трпение, поттик, љубов и континуирана помош и поддршка. Ви го представувам продолжениот престој. Продолжен престој. Додека мама и тато се на работа, малку анимација, малку занимација, малку учење и малку рекреација. Ви го представувам ученичкиот дом. Воспитување, грижа, нега, топол оброк и мирен сон. Воспитувачот се грижи за хармонија. Мир и безбедност во ученичкиот дом. За секој дете да биде чисто и здраво, негователите стручно лицемерање. Оброци приготвени од разновидна храна, зачинети со љубов за полни детски мешини и здрава детска исхрана. Скрајено, исперено, испеглано по мерка и така се поред, благодарение на нас, секое дете мириса опојно како пролетен цвет. За просторот да биде уреден и среден, потребен е хигиеничар вреден. За домакинско работење во секој дом, секогаш е потребен човек економ. До секое место, во секој град и село, било да е блиску или далеку, овде или онде, возачот се грижи за безбеден ученички превоз со нашето училишно комбе. Ресурсен тим од стручни лица, одговорни за целиот југозападен регион и пелагониски, кој секогаш ја има потребната евиденција и ја пружа потребната поддршка преку разновидни ресурси, обучувања и обезбедување образовна асистенција. Педагогот помага во планирањето на програмите, уследи развојот на учениците и работата на наставниците. Педагогот е тука за да го следи образовниот процес и неговата правилна реализација. Стручна поддршка на родители и семејства. Психологот е лекар за душа. Секогаш и во секое време е тука да бодри и слуша. Социјалниот работник е застапник на секој дете кога родителот не е тука. Социјалниот работник е човек чие срце во ритмот на родителска грижа чука. Високо квалитетен тим во една од водечките институции која не представува само обична зграда со стари темели. Тука сме како огромно семејство. Од тука излегле безброј генерации. Основното училиште со ресурсен центар Кочо Рацин Битола е современ епицентар во чекор со сите светски трендови и иновации за реализација на успешна едукација, рехабилитација и инклузија на лицата со посебни потреби. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави и префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани која почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности и една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Океј, се враќаме во вториот дел. Вториот дел сакам да го почнеме малце со вашите секојдневни предизвици во работата. Во првиот дел спомнавме дека во последните години најголем број од дечињата што се кај вас, да речам, во школото се дечиња со аутизам. Колку е тешко да се работи со нив, колку е тешко да се применат методите што ги имате вие и процедурите за работа со нив. Затоа што горе-долу сите имаме по некој
познати или сме гледале по некоја емисија за дечињата со аутизам, дека стварно е тешко да се работи со нив. Така. Како вие се справувате со тие предизвици секој ден? Така, предизвици има многу и ние гледаме на најдобар можен начин да се справиме со нив. Секое дете, ако ја го пронајдеш, ако ја отвориш кутијата, можеш да извлечеш нешто од него. Да го држи моливо, тоа е за некои деца успех. Сам да јади е успех. Физиолошките потреби да ги обавува е успех. Ако то се работи со љубов и посветеност, од секое дете може да се извлечи најдоброто што може. Предизвици има многу, како што кажав. Тука многу мора да работиме и со родителите. Тие се нашиот главен сојузник. Меѓусебната соработка меѓу специјалниот едукатор и рехабилитатор, детето и родителот е на нераскинлива врска. Ние во нашата институција правиме работилници за родителите, да им помогнеме, едноставно да им го лесниме животот, тежината која што тие ја носат, барем 1-2 часа дури се во нашата институција да се осетат слободни, да се осетат корисни, да се осетат исполнителни и онака да го осетат животот дека не е и толку црн. Секое дете е дар од Бога. Било да е нормално, било да е со типичен развој или со атипичен развој, секој си е приказна за себе. Претпоставувам дека и учат и тие таму некои работи кои што после дома ќе му бидат олеснати, да речем, затоа што не може секој да знае како треба да се справи со одредена работа, мора да се има некоја едукација во нештото. Точно, и самите родители се наши учители и ние сме нивни учители. Многу работи тие нас ке не насочат, не вака, и сето тоа за да има успех. Да. Сте имале непријатни ситуации во смисла родители кои што не ги прифаќаат некои работи кај вас како се работат, во кои што наметнуваат нешто нивно, а не одговара, не функционира. Така. Некои незгодни ситуации такви да речам, затоа што не е секогаш лоша намера, туку од некогаш од добра намера на самиот родител може да произлезе па нешто со контраефект. Така, сме имале нормално, во секоја работа има и несакани ситуации. Чекорот на прифаќање на вистината е многу тежок. Тоа е почетното ниво, да речам. Родителите првиот пат кога ќе дојдат кај нас се со многу големи очекувања, но некогаш тие се исполнуваат, некогаш не може да се исполнат. Кога ќе им кажеме до тука е нивото и толку, тие знаат некогаш бурно да изреагираат, зошто доаѓа тука, ако нема напредок, зошто да го носам. Меѓутоа со тек на време и самите родители ќе дојдат и ќе кажат да, толку е и ви благодарам што моето дете само ги обавува физиолошките потреби, знае да го држи моливот и знае да седи во игротека 2 часа без да мрдне. И тие пофални зборови се еден успех за нас. Апсолутно се сложувам, да. За некои изгледат ситници, меѓутоа не е ситница. Шо е она што во моментот мислите дека ви недостига во работењето, во секојдневното работење? Тоа може да биде, например, од аспект на може уште кадар, дали не знам, нова современа технологија има, нема, пожелно е да ја имате. Со кадар располагаме многу добро, немаме потреба од туз кадар. Единствено што ни фалат се некои обуки за унапредување на наставниците. Тие обуки си ги плаќаме дел сами, дел ги покрива Министерството, меѓутоа има обуки кои што се доста скапи и тоа е како една негативна страна, можам да ја наречам. А и дел не ги има кај нас, мора да одиме во странство за да ги слушаме. А друго, мислам дека и мала реконструкција. Не мала, малце повеќе. Сега за тоа ќе спомниме, Министерството или како беше то преку Кредитната банка за обнова се одобрени, ако сум точен, 3.382.500 евро. Да. Кога Што беше значат сега тие пари за вашиот центар? Да. Кога беше самата министерка за образование дојде во посета на нашата институција,
и таа беше презадоволна од опременоста што ја имаме. Меѓутоа, инфраструктурно сме, да речам, ајде на пониско ниво. И издействувавме да го добиеме да влеземе во проектот на реновирање на училиштата. Ова опфаќа енергетски ефикасна фасада, ќе имаме промена на целосната фасада заедно со спортската сала, промена на делот кровот на училиштето кој што е постар, ќе добиеме нови тоалети, пристапни за учениците со посебни образовни потреби, посебно за дечињата со инвалидски колички. Ќе добиеме промена на цела вертикала водоводна мрежа, промена на грејењето, кое што сега е на нафта и е многу скапо и старо, меѓутоа со таа промена ќе добиеме нов начин на грејење, промена на дограмата, да, промена на дограмата и се лифтови во план е да се, пошто зградата ни е на 3 спрата и тоа е некогаш отежнато, да има вертикални лифтови. Тоа е. Поврзан е центарот на топловодот? Не е поврзан, не. Меѓутоа, неодамна имавме донација од ОКТА за фотоволтаичен систем. Да, сега располагаме и со фотоволтаици. Тој ни вети дека ќе ни направат како топлотни пумпи, па со тие топлотни пумпи дел да користиме од фотоволтаиците, дел од и да биде грејењето целосно сменето. Одлично, тоа е стварно убава вест. Да. Што може да се сподели после толку години. Да, години не беше вложено. Да се вложи, да. Затоа што јас кога влегов ме потсети на, не знам, на моето средно училиште, зидоите, бојадистаното, сето. Пак беше уба топла атмосфера и беше топло во цел објект. Да. Мислев дека и дека се поврзани на топловодот. Мислев сите дека државни ќе ги поврзат. Ама нема врска, ете. Има друга алтернативна опција сега. Со фотоволтаиците вие работите на доста активности за децата, спомнавме тоа малце на почеток. Добивате многу донации, што јас сум особено среќен, што гледам околу Нова година видов исто доста имавте. Ако годинава добивте и награда од општината, 4-ноемвриска награда, што е исто за една пофалба, значи нешто функционира како што треба. Ако може да ни кажете нешто околу активностите, како оди организацијата на активностите, ги правите по некоја програма, ги правите по ваши убедувања, по, како да речам, не знам. Така. Како што кажа, една многу драга награда која што ја добивме 4 ноември за високи достигнувања во образованието, бидејќи некој ете ги виде нашата заложба и нашата љубов кон децата што ја имаме. Тоа беше еден емотивен момент за сите нас. Учествуваме во многу работилници. Во сите редовни училишта, кога и да имаат некоја работилница и кога да сме поканети, нашите деца со задоволство одат. Имаме одлична соработка со Народниот театар. Кога и да има представа, секогаш ни даваат бесплатни карти за да можат нашите ученици да гледаат. Бевме дел од овогодинешната зимска приказна. Голема благодарност и до Домот на културата кој што ни излезе во пресред, бидејќи сите активности беа надвор, меѓутоа тие сватија дека нашите деца не можат на отворено, па ние отстапија салата за да ја изведиме новогодишната желба на Анабел, која што исто така беше емотивна, спремена од нашите ученици, нашите вработени. Народниот театар, како што кажав, универзитетската библиотека, секогаш кога има некои настани, се дружиме со книгите, се дружиме со вработените таму и тоа е многу успешно. Секогаш дава добри резултати. Сите редовни училишта не покануваат на еве и патронати да бидеме дел од нив. Вклучени сме во многу активности. Да, инклузија, кога велат инклузија, дечињата што се во редовното школа со вашите асистенти, сега се примија колку таму, рековме, 208, да.
вашиот впечаток, кој е од нивната работа? Така. Опфаќаме 83 училишта, како што кажав, низ југозападниот регион на Македонија. Асистентите на почеток, кога ќе дојдат, 5 дена обука имаат кај нас. И малце се како, дали ќе можам јас да се справам со ова? Некои и прв пат се среќаваат со оваа проблематика. Меѓутоа, ако имаат љубов во нив, ние стално ги водиме кон тоа и успеваат да ги совладаат сите предизвици. Ние сме тука за нив секогаш, кога и да имаат проблеми и потешкоти, им помагаме, ги обучуваме на еден начин да кажам, и се добри кадри. Така, така. Прв се примија вака асистенти? 4 години овој проект, значи откако се воведе, да речам, тоталната инклузија, кај нас и ни беше забранет и уписот на ученици, веќе со измените во законот оваа година почнавме да запишуваме ученици. И откако инклузијата се образовните асистенти. Добро, ти не претходно, затоа прашувам, ти претходно немав... Да, 4 години е проект. Значи тоа е проект кој ќе трае Така 4 години. Не, трае веќе 4 години и продолжува понатаму. Меѓутоа сега не е тотална инклузија, учениците кои сакаат да се запишат кај нас, право на родителот, може. Какви квалификации се потребни за еден да биде асистент? Образовен асистент, педагошки факултет, оделенска настава, предметна настава, социјален работник, социјален и рехабилитацијски педагог, значи сите што имаат методики во работата. А имаме негде опција да запишиме некаков курс, некаква обука за, не знам, вие сте дефектолог, за тоа треба факултет, предпоставувам. Да се обучуват и да се образоват самостојно, ако сакат, ми беше прашањето. Да, тие работат сега како образовни асистенти, ама јас на моја иницијатива сакам да се унапредам некако. Има некои курсови, некои обуки, некои такви работи. Имаше преку општината овој што е проектот за лични асистенти. Тие ги држат тие обуки, а кај нас нема. Кај нас си оди соглас, обработување и тогаш следи обуката. Така, супер. Спомнавме и многу донации. Донациите во разговори со вработените, рече, годинава добивме, не знам, голем телевизор, не знам, такви технолошки работи кои што ви се потребни. Добивате и донации во нешто друго, да речам, не знам, облека сигурно не земате такви работи. Што би било нешто корисно за вас, што некој би сакал да донира, може ќе слушнат, ќе видат луѓето. Што би било корисно да ви донират, да не се замараме со секакви работи, ситници, не е ова Црвен крст. Нешто што би ви било корисно вас. Така, особено сега пред новогодишните празници, многу фирми, ќе ги поздравам и ќе им се заблагодарам на сите, така. Имавме донација на голем телевизор за водневниот престој. Тоа беше од средствата кои што ги имаа собрано наставниците по германски јазик на новогодишниот базар, како дел од зимската приказна. Па едногласно се договорија и одлучија нивните средства да ги наменат за нашите ученици. Исто така Сокотап имаше поголема донација, која што ни дадоа една огромна вештачка карпа и други реквизити кои што се потребни за часовите по физичко образование во спортската сала. Имавме, значи, преку 10 пакетчиња од дете, сите фирми донираа пакетчиња. Еве ќе ги споменам и дури и малите, што ме радува, малите предпријатија, Тобако Лана, Хидроинженеринг, Сокотап, како што напоменав, општина Битола, секогаш излегува во пресрети за се што ни треба. И дури поединци, како поединци луѓе. Видов и поединци, дека имат. Им текнало, сакаме да донираме пакетчиња. Супер, тоа е одлично. Значи, не, ние генерално, ние сме хуман народ. Така. И таков печаток имам, секогаш и јас имав собирано донации за едно семејство, значи одма се јавуваа луѓе што треба да дојдиме, да донесиме колку што можат. Секој си знае колку може.
Ама генерално секогаш има одзив на таквите повици. И ме радва едноставно што функционирате така. Се надевам дека, кој што спомнавме и на паузата, дека ќе имаме и некои дни соработки. Ако самите дечиња имат кеф и мерак да работат и да бидат, да се снима нештото и да го имате на вашата страна, ние ви стоиме на располагање кога и да е. Со кеф ќе го работиме сето тоа. Сакам да ви се заблагодарам уште еднаш што дојдовте тука во нашата емисија. Ако има уште нешто што може утнавме, заборавивме да го кажеме, слободно. Помислам горе-долу дека се опфативме, сега ќе ни дозволиш едно мало внимание од нашата креативна секција, од нашите ученици, значи изработија едно мало деталче за да ти го краси твоето студио. Ми го краси, Бога. И една благодарница од нас, што се сети на нас и што... Која камера су? Така, изработено со многу љубов. Се гледа, да. 2 недели го работеа за да види така како што треба. Требаше 5 до 12 да ви кажам. Да. Ќе изработевме и тогаш. И тогаш. Многу голема благодарност. Јас сакам да ги спомнам сите вработени. Вие видов сликата групна што имате тука од Битола. Стварно и искрено ви кажувам дека луѓето работат со љубов, луѓето работат со посветеност. И не само тоа, се доста хумани, работат и многу работи што не се во склоп на работата. Тоа се уверив самиот. И тоа е нешто што треба да се истакне и да си го цениме, дека го имаме баш тука во Битола, институција која што треба да е надвор од политика и треба да функционира како едно големо семејство, веќе функционира. И во иднина да слушаме пак само убави работи. Драгана, се гледаме за брзо, ќе смислиме некое проектче заедно со дечињата, со кеф од срце ќе си го сработиме. Фала ви многу за уште еднаш, ќе ми го краси моето студио негде за да се гледа тоа. Така е. Плати и тебе и во секоја прилика сме достапни. Одлично. Се надевам дека научивме нешто повеќе, што имаме тука во Битола, многу од нас не сме знаеле. Сите прашања, сите родители кои што сакат нешто да дознаат повеќе, како работи за ресурсниот центар, тие се многу отворени, можете да ги посетите, ќе добиете, ќе бидете прошетани сите информации што ви се потребни. Така да, поздрав, се гледаме во наредната емисија.